драго дечиња. Јас се викам Марија Петрова и сум воспитувач во градинката Звездички во Чешина. Денес ќе разговараме за грижата за природата и како да насадиме семе, од кое потоа треба да очекуваме да порасте некое убаво растение. Значи, кога е убаво времето надвор, сите сакаме да се шетаме во парковите, нели? Таму е убаво, зелено, има цвеќиња и дрвја. Токму тие дрвја, дечиња, се нашите прочистувачи на воздух. Тие се многу важни за нас и нашата природа. И затоа треба да се грижиме за природата, затоа што како ќе се грижиме за неја, таа така и ќе ни враќа. Сега ќе погледнеме дечиња кои да видиме дали се грижат тие за природата или пак не. Да, тие се грижат за природата. Како? Че овде има едни дечиња кои што ги собираат отпадоците. Овде има две дечиња кои што садат дрвце. Едно девојче овде ги полева цвеќињата, а други дечиња овде го рециклираат отпадок. Убаво е, нели? Токму вака треба да се грижиме за природата. Да беше сега убаво времето надвор, и беше убаво и ние како овие две дечиња да насадиме едно дрвце. Тие сега го садат дрвцето и уште сега замислуваат кога ќе порасне доволно големо дрвото, дека ќе седат под него за сенка или ги си берат јаболчиња или крушчиња. Но да не се разочаруваме. Ние ова ќе го направиме со садење во саксија. Ќе посадиме било какво растение. Можеме да посадиме кој цвеќе, граф, леќа или пак пченица. Но претходно сакам да ви кажам дека секое растение, деца, расте од семка. Че семката ја посадуваме во земјата. Потоа, со наша грижа, нега и љубов, тоа постепено ќе расте, ќе го полеваме со вода, ќе го галат сончевите зраци, тоа ќе порасне во еден убав, прекрасен и голем цвет. Треба да знаеме дека секое растение сака да се грижиме за него со голема љубов. Тоа тогаш ќе порасте големо љубаво растение. Сега, мислам дека треба да се запознаеме со постапката на садење на семка. Најпрвен треба да ископаме земјичка, да ја помешаме со хумус или доволна и само земјичка, убава, ровка, без каменчиња и чиста. Потоа, да ставиме земјата во саксијата, ќе ја измешаме убаво и ќе ги ставиме семките. Ќе ги покриеме со земјичка од озгора за да не се гледаат и ќе полееме со кантичка со вода. Со наша секојдневна грижа кон тоа растение и со голема љубов ќе го полеваме, тоа полека и полека ќе почне да зрнува од земја. Исто така треба да му дозволиме да има и доволно светлина, деца. Значи да му дозволиме и сончевите зраци да го погалат и пострадат. Со сета таа грижа и љубов кон нашето растение ќе порасне едно прекрасно и убаво. Дали растение, дали цветче. Без разлика, не е важно што е, но сепак треба да знаеме дека нашата љубов кон него може да порасне во еден голем и убав резултат, да ни покаже како може да порасне тоа цветче или тоа растение во нешто убаво. А сега, кога сите знаеме како треба да постапиме за да порасте едно убаво растение од нашите рачиња со нашата голема љубов, ајде да се вратиме за работа.